Почитувани представници на медиумите, повод за денешната пресконференција е заедно со Институтот за јавно здравје и нашите партнери Светската здравствена организација да ги презентираме резултатите од најновото глобално истражување за потребите за употреба на тутун кај младите во 2024 година. Истражувањето е спроведено кај ученици на возраст од 13 до 15 години со поддршка од Светската здравствена организација. Во првата фаза на истражувањето беа избрани 75 училишта и беа опфатени 4670 ученици. Истражувањето е дел од глобалниот систем на надзор на тутунот и представува национално репрезентативно истражување кое по четврти пат се спроведува во училиштата во нашата држава. Податоците од истражувањето покажуваат дека 13,6% од учениците на возраст од 13 до 15 години моментално користат некаков тутински производ и тоа е највисоката преваленца досега регистрирана во нашата држава. Вкупно 10% од нив користат електронски цигари, што е повеќе од двојно зголемување во споредба со 2016 година. Дополнително загрижувачки се податоците дека дури 57% од младите биле изложени на тутунски чад во домот, додека 55,4% биле изложени на чад во затворени јавни простори. Во однос на достапноста на тутунските производи, ова истражување покажува дека 73,2% од младите пушачи не биле спречени да купат цигари поради нивната возраст. Она што е важно за нас како креатори на здравствените политики е дека огромен дел од испитаниците ученици ја поддржуваат мерката за забрана за пушење во затворени јавни простори. Вкупно 86,9% од испитаниците ја поддржуваат оваа мерка. Почитувани, токму затоа новиот предлог закон за заштита од пушењето го носиме како закон на новите генерации, со порака упатена до младите дека државата конечно застанува на нивна страна. Суштинска цел е денормализација на пушењето, а тоа ќе го постигнеме преку 4 столба на овој закон. Прво, целосна заштита од пасивно пушење, без чад и без аеросол во затворени и работни простории. Заштитата важи и за аеросоли од електронските цигари, чија безбедност при пасивна изложеност не е докажана. Втор столб, намалување на привлечноста. Забрануваме продажба на производи што содржат карактеристични ароми, кои создаваат препознатлив вкус или сензорен ефект различен од природниот тутунски профил. Овошни, сладки, ментоли и други вкусови кои ја маскираат штетноста и го олеснуваат првото пробување. Повеќе овие нема да бидат дозволени за продажба. Трето, ограничување на маркетингот и изложувањето. Ќе се стави крај на таргетирањето на младите преку социјалните мрежи, преку инфлуенсери, игри и дигитални други платформи. Тутунските и никотинските производи повеќе нема да бидат јавно изложени, туку во затворени ормани. Четвртиот столб е ограничување на достапноста и засилената контрола на продажба на малолетници. Со здравјето на младите нема компромис, а јавниот интерес ќе биде посилен од секој комерцијален притисок. Во таа насока, заедно со Институтот за јавно здравје, заедно со Светската здравствена организација и сите надлежни институции продолжуваме одлучно да развиваме системски капацитети за контрола на тутунот и заштита на здравјето на сите граѓани, а особено на младите. Сега го повикувам представникот на Светската здравствена организација, доктор Аким Али, да се обрати пошто поконкретно за глобалното истражување ќе информира директорката за Институт за јавно здравје, доктор Марија Андоновска,
А за крај е предвидена и презентација на клучните наоди од оваа истражување. Ви благодарам многу.